Повелете, поштована пратеничка Гордана Силјановска-Давкова, имате право на збор. Повелете. Ниеден амандман, за жал, не може да ја подобри или да ја анулира штетата што ќе се појави, но не можам да не укажам на следново. Никој овде и во овие денови, па и денеска, не зборува за нешто друго. Има еден закон за државно правобранителство. Во него се вели дека државниот правобранител ќе го штити секогаш државниот имот од секого. За жал, ние сме единствената држава која по толку државни правобранители нема регистар на државен имот, ниту на централно, ниту на локално ниво. Таму има 2 члена, во прилог на ова што го бараме ние, членот 4 и членот 15, во вториот се вели дека при секое отуѓување на било кој дел од државниот имот мора да има согласност од државниот правобранител. Сега чувме деновиве дека си избраа нов државен правобранител и така убаво им поминува животот. Меѓутоа, морам да ве подсетам, колешке, на нешто. Не бевте присутни кога дискутиравме за законот за минералите и кога овде министерот се повикуваше на директиви, на регулативи и така натамо, но најважното во случајов е навистина дали ние можеме, како што велите вие, со специјален закон, ние не сме го гласале тој така наречен специјален закон, ама вас ве прашувам, кога веќе со амандман се обидуваме да подобриме барем нешто во духот на она што господинот Балковски, како извонреден познавач на оваа материја, го кажува, зошто барем не се фатите за сламката? Вашиот однос е фаталистички. Како може прво да предложите закон, се повикувате на специјалниот закон? Да, ама со овој закон, вие, замислете, на невидено предлагате закон. На нешто што некој ви рекол дека постои во договор. Па тоа е тотално неодговорно. Кого представувате вие? Граѓаните или владата ја представувате, или како се вика првиот заменик премиер? Значи, очекував да го прифатите овој амандман, барем нешто да подобриме. Нешто малку. Ама вие отворено сега кажувате дека зборуваме за пишување историја, замислете. Во историја ќе влезело изградбата на пат, одеднаш изградба на инфраструктурен објект станува политички проект, а не инфраструктурен објект. Не, вие, вашиот заменик премиер рече дека е ова политички проект, не Гордана Силјановска-Давкова. Можете да проверите. Значи, не е прв пат пратеници да се истрчаат. Каква неодговорност кон граѓаните да жртвувате природно богатство, да жртвувате човекови права, да жртвувате право и правда, бидејќи никој не знаеме што ќе се случува во меѓувреме. И да тврдите дека со тоа ќе влезете во историјата, а ние ќе бидеме запаметени, замислете, не сме ја разбрале историската улога на оние кои што гледаат напред. Извинете, ама тотално несериозно е. И овде не бев, но вас ќе ви кажем исто, требаше вие барем да не посегнете по постапка како што е ова, да го вие цитирате навистина како социјал-демократ, очекував да постапувате, меѓутоа одговорно тврдам дека неодговорно е 8 закони, вака секој ден да ги дискутираме и амандманите да се отврлаат во името на историјата. Знаете што? Многу брзо ќе бидете демантирани. Тоа ве уверувам кога ќе почнат да се појавуваат проблемите. Затоа
посериозно треба да се однесувате кон амандманите, бидејќи штом сме седнале, можело и да не седнеме во името на граѓаните овде, и сме се обиделе барем малку да помогнеме, да затвориме некои очигледни закани, а никој не знае, јас не сум питија, ама вие изгледа сте па да предпоставам што ќе се случува врз основа на договор што не сум го видела. Видете, не е ова Божја работа. Па да верувате, ниту е Библија, ниту е Куран вашиот специјален закон. Јас имам многу дилеми. Ако не сум економист, и очекував и вие да ги споделите дилемите со нас и колку што можеме да интервенираме во нивното анулирање. Ама вие се терате, многу ми е жал што така го одбивте амандманот. Јас ве уверувам дека вие ќе бидете запомнете во парламентарната демократија како неодговорни пратеници кои што се потпишале без да видат основ за она што го потпишуваат. Значи, во безрезервна верба кон нашите, односно кон вашите водачи. Благодарам.